Итар Пео. Итар Пео и горделивиот богаташки син. Како секадаш има богаташки синови што не работат ништо, така и во Прилеп имало во старо време некој таков. Дали тој бил од Бомболовци, Аџиздравевци, Аџиристевци, Аџилиовци, Тапајмајковци, Палисмајковци, Ќорвезировци, Колимагаревци, не би можело точно да се каже, но главно бил чорбаџиски син. Ништо не работел, ами секое утро си одел на кафе и кога било топло времето, си седел пред кафето и си пиел кафе, чај, си пушел тутун на голем скапоцен чибук со голем килибар. Врвајќи Пео еднаш по сокакот пред кафето, го забележал и му дал еден селјам. Добро утро, цар на веков, му рекол тој. На убега му поласкале овие зборови, го викнал Пеа кај себе и му дал грош да се напие едно кафе или ракија. Пеа разбрал дека му ласкаат овие зборови на богатиов, та и утредента тоа го повторил. Пак добил грош и си отишал на анот и не само ракија и кафе, но со грошот си го плаќал целиот трошок за тој ден. Му се заарнило на Пеа да продолжил со оваа работа цела недела и месец. Арнаама, за несреќа од Пеа, богатиот син се оженил. Излегол пак пред кафето и го чека Пеа да го поздрави со пријателскиот поздрав. Но Пеа разбрал дека се оженил и место познатиот поздрав «Добро утро, цар на веков», му запнал едно «Добро утро, слуга на веков». Се растревожил богатиов и го прашал Пеа: «Зошто ме направи ти мене слуга на веков? Зошто ли ќе видиш од утре кога ќе ти забрани жената да седиш вака слободно пред кафето? А остави пак кога ќе ти се народат деца, ќе видиш каков слуга ќе станеш». Овој се налутил, но пак му дал грош на Пеа. Станал, си отишол дома и си избркал невестата, а утредента пак седнал на своето место пред кафето и одвај чекал да помине Пео и да го поздрави како понапред со «Добро утро, цар на веков». Но Пео ја разбрал и оваа работа и уште оддалеку му викнал: «Добро утро, резил на веков». Овој скокнал од столот и му се приближил на Пеа, готов да му удри една преку очи што го навредил, но решил првин да го праша: «Зошто сум резил во веков, бе пријател?» Пеа се насмевна, се подистави 2-3 чекори и му одговори: «Зар има поголем резил од овој да си ја избркаш златна невеста за едно добро утро, цар на веков?» Но тоа не можеше да го разбере горделивиот богаташки син, а Пеа не сакаше да му го полни умот понатаму. Си го јавна магаренцето и си отиде во своето Маријово да им раскажува на мариовците какви горделиви и глупави луѓе има на светов.